Со цел интеграција во општеството и да не се почувствуваат маргинализирани во однос на другите деца на нивна возраст, децата од Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор, глас и други проблеми во развојот денеска беа во посета на библиотеката Свети Климент Охридски. Таму тие се запознаа со тоа како функционира библиотеката и значењето на читањето книги за развојот на децата како индивидуалци. Бидејќи се наближува денот, меѓународниот ден на лицата со пречки во развојот, 3 декември, ние ова недела ја посветивме на организирање одредени активности со нашите ученици, се со цел да ги интегрираме во социјалата. Овој ден, овој настан го наменивме за да ја посетиме Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски во Битола, се со цел да му се делови начинот на функционирање, како и дечињата од редовните училишта се зачленуваат во самата библиотека, што треба да си биде член, како е начинот на позајмување на книги и на чување. Библиотеката Свети Климент Охридски понатаму продолжува со реализирање на проектот Мини библиотеки, а една библиотека од таков вид им беше доделена и на Заводот Кочорацин. Изминатите години беше тој еден успешен проект кој што го реализираше библиотеката со поставување на мини библиотеки, мали куќарки од библиотеката во различни институции на различни локации во градот, така што ова посета на Кочорацин ја користиме да им доделиме една таква мини библиотека која што ќе биде поставена во нивните простори и од која што ќе можат учениците да земат книги, да ги враќаат на еден така послободен начин без да има потреба постојано да доаѓаат во нашата библиотека. 3 декември се одбележува како меѓународен ден на лицата со посебни потреби. Овој ден е посебно акцентиран на потребите и проблемите кои ги имаат и со кои се соочуваат лицата со посебни потреби. Според податоците на Светската здравствена организација, повеќе од 1 милијарда луѓе, односно 15% од светската популација, живеат со некој вид на хендикеп.